Што се лежи во договорот меѓу СДСМ и ДУИ? Имено лидерот на СДСМ Зоран Заев на последната седница на Централниот одбор на партијата. На присутните им ги соопштил дел од работите кои биле договорени со ДУИ. Освен за работите за кои веќе се знае во јавноста дека се прифатени, Заев и СДСМ постигнале договор за широка употреба на законот за јазици, со кој практично ќе се официализира албанскиот јазик, а образложението му било дека албанците не се чувствувале за конституитивен народ и со ова законско решение тие ќе се изедначат со македонците. Потоа, поради непријатната атмосфера која настанала, Заев наспроти тврдењата на Бујар Османи дека законот за јазици е готов и целосно усогласен. Тој на Централниот одбор соопштил дека во овој момент номотехнички не е напишан законот. Инаку познато е дека самиот Бујар Османи претходно најави дека се договорени и двојазични пари, како и казна до 5000 евра за тој од администрацијата кој нема да ја почитува двојазичноста. Ваквите одлуки биле примени со негодување и противење од страна на неколку членови на Централниот одбор на СДСМ, бидејќи тие јавно предупредиле на штетноста по унитарниот карактер на државата со кое се загрозува понатамошното обстојување и екзистирање на самата држава и дека тоа немало шанси да биде прифатено од народот. И граѓаните кои ги анкетиравме децидно се против двојазичност на целата територија на Република Македонија, што според нив представува пат кон федерализација и поделба на Македонија. Јас не го прифаќам за јазик некому да го тераш со сила да го учи. Не било. Јас сум живеана во мало каде што сме биле и од другите малцинства и сум живеела со сите. Во школа сум учела и со роми, и со албанци, значи со луѓе знам што ден денес си живеам, па никогаш сме се разбирале на македонски јазик, никогаш не ми противречиле за нешто, па ниту јас нив кога сакале да си разговараат на нивен јазик, меѓу нив слободно си разговарале. Јас сум против двојазичност за воведување на целата територија. Така и бидејќи се бара нели со новиот закон да бидат двојазични парите. Да, па Нели има и во законот дека се најава ќе има казна од 5000 евра за незборување на албанскиот јазик. Што мислите во однос на тоа? па против тоа сум. Двојазичноста на цела територија на Македонија не ја поддржувам, затоа што сметам дека тоа не е добро за Македонија како земја. Се знае еден јазик, македонскиот јазик. Двојазичноста на парите исто така не ја поддржувам, а за незборување на албански јазик сум против казните, затоа што се знае македонскиот јазик е единствен јазик во Република Македонија, а доколку сакаме да го изучуваме албанскиот јазик, тоа би зависело на самите како личности, а казни за тоа воопшто не поддржувам. Дел од коалицискиот договор со ДУИ, како што посочи Заев на присутните на Централниот одбор на партијата, ќе бидат и разговорите за промена на знамето, химната и грбот на Македонија, чија промена, како што рекол Заев, ќе дојде во втората фаза која допрва следи. Исто така се разговарало во химната, освен Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Јане Сандански, да се додадат неколку имиња на албански екстремисти и членови на балистичкото движење, како Наим Фрешери, Мефаил Зајази или Джемо Хаса. Практично договорот на Заев е за идентитетска промена на Македонија со која се задираат основните постулати како јазикот, името, знамето, грбот и химната. Анкетираните граѓани согласни дека не сакаат и нема да дозволат никаква промена на името. Толку време, толку години уназад се бориме за тој име, за таа држава, за тој јазик. Значи секогаш сме имале проблеми, дури и војни, значи гинеле луѓе за тоа име. И сега некој сака од нашите тоа да го мени. Значи, не е прифатливо. Не би му го дал тоа право, сепак би требало народот да одлучи. Се знае нашето име Македонија одамна. Македонија има уште и во Библијата, Македонија постоела со векови, така да ќе постои името Македонија и до ден денес. И во иднина. Дел од коалицискиот договор меѓу СДСМ и ДУИ бил и донесување на одлука со која ќе се прогласи сторен геноцид врз албанците во Македонија, кој наводно се направил помеѓу двете светски војни. Лидерот на СДСМ Зоран Заев, кога ова го образложувал пред присутните на членовите на Централниот одбор на партијата, истовремено напоменал дека тоа не е толку опасно за македонците, бидејќи вината ќе паднела кај србите кои управувале со власта во тој период. Ова било одбиено кај дел од присутните и притоа крај
крајниот договор за коалицирање со ДУИ не поминал едногласно, пред се поради противењето за одредени штетни решенија. На седницата на Централниот одбор на партијата се преговарало и за одложување на локалните избори, бидејќи моментално расположението кај населението не било поволно за СДСМ. Воедно Заев најавил избор на свој јавен обвинител кој ќе работи согласно политиките на владата на СДСМ.